може да се научи од боречките спортови и каде примената на знаењата кои што ги стакнуваме од оваа дисциплина можеме да ги примениме во секојдневниот живот и во социјалната интеракција со другите луѓе, ви одговараме денеска преку мојот разговор со денешната гостинка Даниела Алексовска, која веќе неколку години наназад брои успешни приказни во областа на боречките спортови. Даниела е млада и перспективна спортистка, но веќе има остварено одлични резултати во боречките спортови. Обично се мисли дека боречките дисциплини се машка категорија и тој стереотип и денеска постои во нашата средина, меѓутоа успешни приказни кои што ги градат девојчињата и жените во областа на боречките спортови и резултатите кои што ги постигнуваат го потврдуваат спротивното, односно потврдуваат дека и мажите и жените можат еднакво успешно да се бават со боречките дисциплини и со боречките спортови, а рамноправноста и солидарноста како и другарството и дисциплината се некои од вредностите кои што со себе ги носи бавењето, односно занимавањето со боречките спортови и со боречките вештини. Дани, ти благодарам што ја прифати поканата денеска да говориш во емисијата Мој избор. Мене ми е секогаш исклучителна чест и задоволство во мојата емисија да представувам млади таленти и луѓе кои што се занимаваат со спорт и се, да кажам, младата надеж на македонскиот народ и на македонскиот спорт, па еве и ти изразувам навистина чест и благодарност што си дел денеска од мојата емисија. За почетокот, за да те представиме како спортист, би сакала на гледачите да им ги представиме твоите почетоци. Кога ти одлучи да се занимаваш со боречки спортови, сега тоа е малце поспецифична, нели, област за девојче. Кога беше пресудниот момент кога си рече ќе се занимавам со боречки спортови? Беше ли тоа спонтана одлука, донесена наеднаш, или сепак одеше на неколку тренинзи па свати дека се пронаоѓаш токму во боречките спортови? Така, на почетокот прво почнав да се занимавам со тенис, бидејќи женски спорт, сите викаат ајде нешто поженствено да пробаш вака така. Пробав неколку тренинзи, но не се пронаоѓа во тој спорт, видов дека тоа не ме интересира. Потоа почнав балет да вежбам. Мајка ми ме носеше, имавме 2-3 тренинга неделно, вежбав што вежбав. Таа што ни беше тренер не можеше да останам, дека ќе бива во овој дел, значи во балетот е супер, може да остане, ако не кај мене, кај некој друг, само да продолжи со балет. Но повторно пак не ми беше интересно, не ме влечеше толку, не ме занимаваше толку, а татко ми беше држеше клуб за боречки вештини и секој ден на тренинг, натаму, јас го гледам него, гледам дека му е интересно, што ми иде толку на тренинг, значи има нешто интересно. И ајде јас да пробам. И тоа беше некаде 2012 година, кога почнав и основно образование. И отидов на некој тренинг, мислам дека дојде уште едно детенце и како прв тренинг работевме некои такви бейзик работи и ми стана интересно. Потоа почнав да вежбам во група, па формиравме група за дечиња и така продолжив натаму. Спомна дека и денеска си дел од процесот на класичното образование, се уште трае, нели, твојот процес на образование, одиш во школа, секојдневно имаш активности, обврски врзани со школото, меѓутоа и исто така се занимаваш активно со спортот и не пропушташ ниту еден тренинг. Па како сето тоа го компензираш и како успеваш еве да бидеш и дел од тој класичен и формален систем на образование и како спортот го вклучуваш во твојот психофизички развој? Така. Прво, не е лесна работа да ги скомбинираме и училиштето и спортот. Баш и со моите професори зборувам на таа тема, ми викаат како можеш да ги скомбинираш и училиштето и спортот, да најдеш време за двете, бидејќи и двете ти одат добро. Секогаш во текот на денот си оставам време и за училиштето покрај спортот, иако спортот ми е на прво место, сепак оставам време за училиштето, гледам да ми бидат примерни оценките. И мислам дека може секој да најде време за тоа што го сака. Мислам дека тоа е тоа. Доколку сакаме нешто да направиме, можеме да го направиме и за се има време во текот на денот. Друго исто така спортот место односно каде тренираме, се социализираме, учиме нови работи, покрај тоа на училиштето ќе научиме лекцијата, тука ќе научиме повеќе за животот, окружувањето, луѓето, дружба и така.
нормално е дека во периодот кога си ја донела, односно носела одлуката да се занимаваш со борачки спортови, татко ти држал клуб, тој да ги потсетиме нашите гледачи е познат македонски спортист. Јас имав приликата и со него да разговарам и да направам интервју. Па кажи ми колку татко ти и таа можеби семеен амбиент кој што си го имала и слика пред себе секојдневно да гледаш дисциплинираност, посветеност кон тренинзите, спортот, тебе на некој начин ти ја вродила желбата или можеби си се идентификувала со својот татко и си одлучила да избереш токму борачки вештини, борачки спортови? Така, па татко ми представува и првата причина заради зашто почнав да вежбам, односно зашто да почнав да се занимавам со борачки вештини. Тој беше максимално фокусиран и сега е фокусиран само на спортот и на се околу спортот. И тоа ме инспирираше на некој начин што го гледав него, сакав да видам како него. И така и почнавме да вежбаме заедно и сега заедно се уште вежбаме, на турнирите заедно и све правиме заедно во склоп на спортот и надпреварување. Така, значи идете и на надпреварување. Тоа секогаш ми било фасцинантно како млади луѓе се соочуваат со поразот. Некогаш и зрели и возрастни луѓе имаат проблем да прифатат пораз. Мислам дека спортот уште од мали нозе, уште младите луѓе ги учат како спортски да го прифатат поразот и да се носат со тоа, да работат на себе и да постигнат победата, па ме интересира како врз тебе конкретно влијае поразот, а како победата. Дали те мотивира поразот или те депримира, како го прифаќаш и сваќаш? Поразот е, да не кажам на некој начин, ама потежок за разбирање, зависно од личноста, но секогаш гледам поразот да го сватам како мотивација и да ги увидам грешките каде сум ги направила за да продолжам со тренинг и да на следните турнири да не ги правам од истите грешки. Мислам дека и битна работа е и поразот, заради тоа што не учи на нови работи. Но и победата исто така не е опишлив, како да објаснам, филинг, нешто не е опишано, значи најубав филинг до сега што имаме победата, односно моментот кога ти ја кренат раката, кога ќе победиш борбата, кога ќе земеш медалот, тоа е нешто што не се опишува со зборови. You can see the riding on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always, they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. It's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive, and save it. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah.
to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose, tattoos, taboos, get screwed. Loosen up, buttercup, all those hate comments will never make you feel enough. We're all adequate graduates, heart full of calluses, but we know calculus. Damn, ain't that fabulous? Can't wait to apply all those mathematicus. But we can't get a job that pays us enough. I'm about to pop off. Fuck you, you're lost. We all know that we never really want a boss. So I'ma do what I want to, something I can't undo. Yeah, I'ma do what I want to, something I can't undo. I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Улогата на родителот, на педагогот, на наставникот и на тренерот е многу важна не само во откривање на талентот кој што веќе го поседувате, туку и во развој на талентот и правилна насока на младите луѓе во областа на она што ќе се занимаваат во својот професионален живот. Така Даниела Алексовска ни ја раскажа својата лична приказна како нејзиниот татко, инаку успешен македонски спортист во областа на бразилската џиу-џица, Ивица Алексовски придонел таа да го открие својот талент и да го насочи својот талент, односно да ја насочи својата работа токму во областа на боречките спортови. Ти кажа една импресивна и многу убава реченица, многу мудра и зрела за млад човек на твои години, а тоа е дека спортот те учи на животот и дека тука имаш можност да се социализираш и да учиш за други вредности како што се еднаквост и другарство. Што е најбитната можеби лекција што досега си ја научила со помош на боречките вештини и боречките спортови? Памтиш ли некоја поука дидактичка што толку јако те допрела и денеска се сеќаваш на тоа како најбитната лекција во твојот живот што си ја научила преку спортот? Преку спортот нешто што најмногу ми се допаѓа е создавањето на нови пријатели. На турнири, иако на почетокот на турнирот сите се гледаме како конкуренција, на крајот од борбата завршуваме како пријатели, се аднуваме на Инстаграм и правиме најразлични муабети, се запознаваме со луѓето и правиме некои, како да кажам, нови пријателства, нови врски. Мене тоа многу ми се допаѓа и ме инспирира да запознавам нови луѓе и да се направам на други турнири. Кои
совет и препорака ќе ја испратиш на младите луѓе или можеби на родителите кои што уште се во дилема дали да ги запишат децата на борачки спортови, каква порака ќе им испратиш, што значи да се бавиш со борачки спортови и какви све придобивки придонеси во развојот психофизички на еден млад човек имаат борачките спортови? Така, најпрво, поголемиот дел од луѓето, тука на Балканот кај нас, боричките вештини ги гледат како нешто насилно. Вие на тренинг се тепате, вие не вежбате, демек главната цел е да се степате на тренинг. Но спротивно на тоа, значи тренингот наш е составен од повеќе делови, каде што едно дете може да се развива на правиот начин, покрај физички, исто така и психички, и мислам дека е перфектно место за едно дете да почне со овој спорт, дали е бразилска џуџица, кикбокс или било што. Со однос на тоа дека боричките спортови, како што и самата нагласи, имаат надпреварувачки карактер и верувам дека вашата борба не започнува во моментот кога ќе го почнете борењето, туку има еден процес на подготовка претходно. Како ти психички се подготвуваш за секој надпревар, еве утре ќе одиш на турнир, како, што си велиш на себе, како се охрабруваш и како се воопшто подготвуваш за да застанеш на боречката арена? Така. Во зависност од каков турнир станува зборен или различно нивото на трема, да кажам. Но мислам дека со текот на времето, како учествуваме на повеќе турнири, дека тремата се губи полека и веќе станува, кажам, нормален филинг. Така да се си бара искуство и работа. Борбата, како што кажавте, исто така не е во моментот кога ќе каже судијата стара, таа започнува порано на тренинзите, дали пазиме на исхрана, килажа дали симнуваме и така борбата трае цело време додека се занимаваме со овој спорт. Значи, боричките спортови ви помагаат постојано да се занимавате со себе и да работите на собствениот развој, не само она што го гледа публиката, односно вашите настапи на надпревари или на турнири. Она што исто така сакам да те прашам, а мислам дека во еден од одговорите ти ми го веќе потенцираше, дека во боричките спортови многу се чувствувате прифатени, социализирани и дека на некој начин кога ќе сте на тренинг се бришат меѓусебните ваши разлики, можеби возрастни или полови разлики кои што ги имате. Дали боричките спортови, еве тебе ти помагаат полесно да ги прифатиш разликите и надвор од салата за вежбање? Така, значи во боричките вештини нема разлика, не се прави разлика помеѓу луѓето, без разлика дали станува избор за полот или небитно големината. А на тренинзите секој со секого се дружи, вежбаме сите заедно и мислам дека не правиме разлика и сега дека е тоа така во светот, значи во боричките вештини не постојат разлики помеѓу луѓето. You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always, they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. Keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps
keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive and save it. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Така, баричките вештини и баричките спортови се неконвенционален спорт за девојчиња. Секако не е прв избор и ти самата кажеш дека преку твоето искуство и твојот личен пример, баричките спортови не се првото место каде што ќе се обратите доколку сакате да се занимавате со спорта при тоа сте девојче. Дали мислиш дека ти и еве другите девојчиња кои што имаат амбиции професионално да се занимаваат со баричките спортови, баш сте показател дека полот не е пресуден и дека треба да расчистиме со сите тие стереотипи дека баричките вештини и спортови се само машки спорт, како што верувам дека има таква етикетизација и за многу други спортови, не само за овој. Има. Кај нас има, но полека некако се расчистува таа тема, но секако дека има повеќето луѓе кои ќе кажам дека тренирам боречки вештини, се зошто боречки вештини, ти си девојче, не треба да се занимаваш со боречки вештини, оди играј балет, оди нешто прави друго, зашто демек ќе си го расипеш телото, не е тоа, тоа е за машки. Но мислам дека веќе се трга тој стереотип. И мислам дека секој девојче треба барем да дојде на еден тренинг, да проба, бидејќи оваа боречка вештина е многу конкретна кога ќе дојдеме во ситуација било кој напад. Денеска живееме во 21 век, не знаеме што може да не се случи на улица. Мора да држиме некакво оружје во рака за самоодбрана, за да знаеме како да се справиме со некој проблем. И мислам дека клучно нешто што секој девојче барем да проба, да види како е да биде дел од оваа боречка вештина, да научи, ако не друго, некој техники, како да знаат да самоодбрани, но не верувам дека ќе заврши само со неколку техники, бидејќи оваа вештина е нешто неверојатно. Те привлекува, штом почнеш еден тренинг, нема запирање. Каде се гледа Дани за 5 години од сега? Кои се твоите амбиции што се однесуваат до занимавањето со боречките спортови? Имаш ли некој конкретен план и визија каде ќе завршиш и кои се тие успеси кои што еве сакаш животно можеби да ги постигнеш? Па вака, сега последно време почнав да се занимавам и со ММА покрај BJJ, па сакам и тоа да пробам, некако ме влече, не поинтересно ми станува. Но на крајот на оваа година имаме и светско првенство, и европско првенство, па сакам да го достигнам врвот во бразилска џиу-џица и покрај бразилската џиу-џица сакам да пробам и ММА, па да видиме како ќе оди тоа.
Дали спортот тебе поради тоа што кажа дека имаш и некои нови сознанија, нови да кажам желби да се впуштиш и во други спортови, го сваќаш како еден развоен процес на долготрајно учење? Дали спортот тебе всушност е извор на градењето на твојата личност и местото каде што учиш нови работи? Така, како и на почетокот исто што кажав, значи во спортот се учи многу, покрај техники што учиме на тренинг, се учи општо за животот, и за све, за пријателства, за нови луѓе, нови карактери осознаваме. И мислам дека е нешто што секој човек треба да го практикува. Имате авторитет во спортот со кој што се занимаваш, што е тренерот, имате дисциплина и учите веројатно и почит и однос кон авторитетот. Како тоа тебе ти помага психолошки, можеби да останеш смирена, да ги слушаш знаците за зголемено внимание, можеби да градиш односи со повозрасни луѓе, утре и надвор од спортската сала. Како, да кажам, таа фигура на авторитет тренер влијае врз твојот светоглед и односот кон постари луѓе? Така, кај нас имаме една хиерархија, значи на врвот на пирамидата, да кажаме, тренерот, црниот појас, потоа и да другите појаси, како што се кафени појаси, па виолетови, сини, додека не дојде до белите појаси, и секој појас го почитува повисокиот појас од него. Односно, не може да се случи на тренинг да помалиот појас му се развика или му се му направи нешто на повисок појас. Има почит и мислам дека сите се разбираме и функционира спор. Ти благодарам многу, Дани, за овој убав разговор. Јас можам да кажам дека јас барем лично те доживувам како светол пример кој што секој млад човек треба да го следи и се надевам дека младите луѓе веќе се осврнат многу повеќе кон спортот, кон науката и уметноста. Мислам дека тоа е само единствениот излез за здрава иднина на идните генерации што можеме да ја обезбедиме. Ти посакувам многу успех и да оствариш се тоа што имаш визија и план да го оствариш. Благодарам. Со денешната емисија Мој збор, заедно со мојата соговорничка Даниела Алексовска, испративме порака до сите гледачи, особено од помладата возрастна категорија, дека спортот, како и културата или уметноста, се вистинските избори кои што можеме да ги направиме во животот, доколку сакаме правилен раст, развој и воспитание не само на телото, туку и на духот. Вие следевте емисијата Мој збор, а јас ви закажувам нова и повторна средба веќе следната сабота.